Учениците во основните училишта Васил Главинов и Блаже Коневски првиот ден од второто полугодие настава следеа со јакни шалови и капи. Информацијата ја соопшти денеска општинската организација на СДСМ, од каде велат дека во двете училишта нема грејење, поради што децата следат скратена настава. Во текот на вчерашниот ден, учениците биле пуштени порано да заминат од училиште поради несоодветните услови за следење на наставата. Ова се случува во 21. век во Велес. Децата ни мрзнат во ладните училници. Хотична е состојбата и во ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Таму, до вчерашно бомбастично, најавуваните реновирани соби се без парно грејење. И не само што учениците биле оставени без парно грејење во текот на вчерашниот ден, туку немало и никој од вработените да ги смести учениците од другите градови. Наместо веднаш да се реагира и да се обезбедат основни услови за да може децата нормално да следат наставата, стоплени наместо смрзнати, денеска исто така проверете дали има грејење во дел од училиштата. Од двете основни училишта пак денеска ги демантираат изјавите на опозицијата. Тврдат дека настава имало и вчера и денеска, а грејењето било на задоволително ниво. Ова што го слушам малку е неправедно кажано, бидејќи не работиме со скратени часови и училиштето е добро загреано, толку колку што може, нели, капацитетот на училиштето да поднесува, и имаат пријатна работна атмосфера, значи тоа некој да го каже, треба да го провери. Пред да се нешто каже или да обвиниш некого, нормално дека треба и да го провериш дали е тоа вистинито или не. Училиштето има парно грејење, не работиме со скратени часови, наставата тече нормално и успешно така како што треба. Може би карактеристично е во училиштето затоа што зградата и објектот е од таков вид што потребно е неколку денови да биде загревано, бидејќи знаеме дека учениците беа на зимски распуст, училиштето не беше загревано 20 и повеќе денови. Од тие причини, можеби овие 2 дена не се постигна максималниот капацитет на затоплување, меѓутоа сепак имаше и постоја услови за работа, но од тие причини часовите беа по 5 минути скратени. Целодневниот престој денеска, само денеска е со намален капацитет, не заради непостоењето на услови, него заради тоа што имаше голем број барања од страна на родителите да ги земат порано децата заради искористување на викендот во некој од зимските центри во Републиката. И од ученичкиот дом ги отфрлија обвинувањата на опозицијата. Директорката на интернатот вели дека затоплување има и лажни се наводите дека немало никој од вработените да ги смести учениците од другите градови. Одговорно тврдам дека парно грејење во интернатот, поточно во ученичкиот дом, има 24 часа, така да доволен показател за тоа ви се учениците кои што се сместени во ученичкиот дом и може да го потврдат истото. Можете слободно да отидете да ги прашате. Парното грејење, како што кажав, е уклучено 24 часа, 7 дена во неделата. Исто така одговорно тврдам дека при приемот на учениците, односно при доаѓањето на учениците во ученичкиот дом со почетокот на второто полугодие, имаше присутен воспитувач, имало и ќе има, значи воспитувачите и сите вработени во ученичкиот дом се на работа согласно Законот за работни односи, Законот за ученички стандард. Вака Груевски, ВМРО ДПМН, велат од опозицијата, се грижат за младите во земјава. Од Социјалдемократскиот сојуз прашуваат зошто ресорното министерство не реагира навремено во училиштата каде нема грејење.